Ако некогаш се чекаше септември за да започне сезоната на гроздоберите, оваа година на почетокот на септември лозијата се веќе празни. Лозарите велат дека заради високите температури летниот период бербата на грозјето веќе е завршена. Ако од годините претходно се бележеле по 3 до 4 последователни дена со температури над 38 степени, годинава се регистрирани дури 12 до 15 дена. Ова придонесе и за намалување на количината на грозје, па ако пред 3 години од едно лозје се береле по 6 тона, денеска има едва и тон и пол, велат земјоделците. Оваа година, ниедна година јас не памтам дека по 12 до 15 дена температурата е била над 38-39. Сегаш е било 38-39, 4 дена, 3 дена, па после пада температурата и тоа дојде до одрз на гроздето побрзо да се бере. Мада гроздето треба да иде нагорна линија. Значи се качува и вино и ракија, а гроздето не се качува. Мора да се качи цената. Нормално. Јас имам гроздје, минатата година не берев, целото болест го фати. Ништо. Ова година па суша 4 месеца не капна капка и од 6 тона берев, ова година набрав тон и пол. Катастрофа. Не се исплати ни да работиш, нити ништо. Жално е, не се исплати, не се раѓа, суша е, голема суша е, а земјоделието се пропаѓа. Без вода не бива ништо. Дополнителен проблем е наводнувањето. Ако во близина на лозјето има вода, тоа значи дека квалитетот и квантитетот на грозјето ќе бидат задоволителни. Во спротивно се намалува и количината и квалитетот, односно блажината. Секое лозје треба се наводнува. Колку дождови тука нема доволно, а има кај што ги фаќа водоводот, мислам системот. Сите го наводнуваат лозјето. Инаку откупните цени годинава изнесуваат 18,30 динари за Смедеревка со 17 чекерни единици и 20,80 динари за Вранец со 19 чекерни единици, но и покрај повисоката откупна цена нема доволно грозје.